Dobar den, почитувани гледачи на Автомагазин и срдечно добре дојде од Италија. Ние се наоѓаме на патеката Вајрано, каде што по новата традиција на Автобест жирито ги тестираме нашите финалисти. Денеска ги имаме 6. Вчера ги возевме во отворен сообраќај, а денеска ќе видиме што знаат нашите финалисти да пружат на патека. Но, пред да го видите рапортот од Вајрано, ве поканувам да ги видите и останатите содржини на денешната емисија. Бројот на безбедносни системи во возилата постојано расте, но ниту еден од нив не го спречува аквапланингот. Оваа ситуација во која возилото при дожд губи контакт со подлогата и понатаму останува надвор од интеграциите на електрониката. Затоа и инженеринг компанијата Easy Rain, која развива уреди за автомобилската индустрија, својата иновација ја базираше на механиката. Нивното решение е толку едноставно што зачудува како никој досега не се сетил на тоа. Ги користи веќе постоечките компоненти на возилото, на кој им е даден независен пневматско-хидрауличен систем кој пред тркалата распрскува течност под висок притисок. Таа едноставно ја истиснува водата од асфалтот само на површината на патот по која се движи возилото. На тој начин се воспоставува рамнотежа во владењето на законите на физиката и контролата врз возилото се подобрува. Тестирањата покажува зголемување на безбедносната брзина при возење на прав пат за 40, а во свиоци за 30%. Италијанците го развиваат овој систем 3 години, но се уште ги немаат објавено плановите за неговата конкретна имплементација. Volvo Trucks не престанува истовремено да фасцинира и провоцира. Најновиот концепт на кој швеѓаните работеа во целосна тајност е автономен камион со доста невообичаен дизајн. Тој нема кабина, а со тоа и можност да го вози некој друг освен електрониката. Опишувањето на нивната творба ќе го изоставиме. Снимките доволно кажуваат сами за себе. Освен што е автономен, овој концепт наречен Вера е и електричен. Ке ги користи истите технологии од електричните верзии на FE и FL, што значи дека ќе има автономија од околу 300 км со едно полнење. Максималната моќност на електромоторите кои се уште се во фаза на развој е декларирана на 185 кW. Тие се доволни да влече стандардна приколка натоварена со 32 тони. Една од позитивните страни на овој камион без кабина е што ваквата конструкција значително ја намалува неговата тежина и ја зголемува носивоста. Швеѓаните сметаат дека Вера најдобро може да послужи за транспорт на места како што се пристаништата, фабрики или големи логистички центри. Таму Вера, само со помош на сензорите и радарите, точно ќе знае каде е и што се случува околу него и максимално безбедно ќе може самостојно да се движи. Иако е на пазарот цела деценија, Aprilia RSV4 и понатаму е еден од најдобрите супербајк моторцикли. Покрај годините, оваа V4 машина се уште владее со емоциите на сите желни за екстремна возбуда. За да остане и понатаму така, Aprilia за него подготви освежување со кое може да се класифицира како нов модел. Најмногу заради промената на агрегатот кој сега е со 1100 кубни сантиметри и 217 конски сили. Тие ќе го забрзаат за 7,5 секунди до 200 на час и дотераат до максимални 305 км на час. Импресивните бројки се постигнати со масовна примена на карбонот и лесни материјали со кои тежината е намалена за 100
199 кг. Нова е и рамката која му овозможува поголема агилност. За незините способности од Априлија наведуваат дека на тестирањето во Имола имаат постигнато навалување во свиоците до 61 степен. Еволуцијата на моделот е заокружена со подготвеноста за исполнување на Евро 5 стандардите, кои кај возилата на 2 и 3 тркала ќе станат задолжителни до 2020 година. Тркачката верзија на овој технолошки исклучителен моторцикл и понатаму ќе го има познатиот агрегат од 1000 кубни сантиметри. Масерати се соочува со вистински колапс во остварувањето на плановите. Продажбата во последниот квартал е опадната за 19, а профитот за застрашувачки 87%. Во барањето волшебна формула за извлекување од кризата, Масерати се обрати за помош до поголемиот брат. Затоа и новиот Леванте GTS слободно можеме да го наречеме Ферарино. Направен е да се пресмета со помоќните од него заради што срцето му е борбено, со подпис на марката од Модена. Има 3,8 литри работна зафатнина и 550 конски сили распределени во V8 формација. Црвената душа ќе им овозможи забрзување до 100 за само 4,2 секунди и максимална брзина од 292 км на час. Освен перформансите на ниво на спортски автомобил, адут на Леванте GTS е и дизајнот. За агресивната појава придонесуваат матрикс LED светлата и новиот браник со големите отвори за воздух. Внатрешноста е во стил со спортските седишта, карбонски инсерти и нова инструмент табла. Иако V8 звукот на Леванте GTS е музика што сите ќе сакаат да ја слушнат, Bowers & Wilkins за него подготви врвен аудио систем со 14 звучници. Ова е новата А-класа. Како и секој друг автомобил, има екран, но можете да го направите да изгледа вака или можеби вака. Одлично изгледа. Вака се контролираат функциите. Hey Mercedes, it's getting hot in here. I have set the temperature to 21 degrees. Hey Mercedes, play me some hip hop. Hey Mercedes, get in touch with mom. Calling mom. Guess who's on social media? Новата А-класа. Тоа сум јас. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили. Од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. Your
like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Прво беше купето, па тркачката GT3 верзија, а сега и кабриолетот. Бентли ја представи новата генерација на Continental GT Convertible. Луксузниот крсточнувач ке го обожуваат сите со многу пари кои своето слободно време го поминуваат во сончевите краишта. Затоа и Continental GT Convertible останува без мекиот покрив за само 19 секунди. Тоа може да се стори и во возење со брзина до 50 км на час. Во понуда ќе биде со дури 7 различни бои на платното со специјална звучна изолација. Од Бентли тврдат дека бучавата при возењето со него е намалена на ниво на претходната генерација на Continental GT во купе изведба. За задвижување на овој господски модел ќе се грижи монструозниот 6-литарски W12 мотор со 635 конски сили, заедно со 8-степениот менувач со двојна спојка и погонот на 4 тркала. Иако е потежок од купето за цели 160 кг, забрзувањето од 3,8 секунди и максималната брзина од 333 км на час ќе импресионираат секого. Подоцна треба да добие и V8 мотор со 100 конски сили помалку, кои исто така ќе се дистрибуираат на сите тркала. Внатрешноста е добро позната, со најфини материјали и богата опрема, меѓу другото и со озвучување од 2200 вати. Моделот со кој Kia најави дека сака да го промени имиџот, дебитираше во својата трета генерација. И понатаму е мешавина на кросовер и моноволуменец и веднаш препознатлив за секој што макар само еднаш го видел. Се разбира, зборуваме за Kia Soul, кој не беше добро примен во Европа, па затоа во Соединетите Американски држави предизвика воодушевување. Тоа не треба да чуди, бидејќи е креација на калифорниското студио на марката. И оваа генерација на Soul претежно е наменета за урбаната младина на која комфорот им е помалку важен отколку впечатливоста на изгледот и целокупната појава. А во тоа, кај новиот модел, е направено чекор напред. Коцкастиот дизајн е дополнет со бројни футуристички елементи и Soul сега изгледа доста позрело. Значајни измени има и во внатрешноста, чиј лефтерен стил е дотеран со поквалитетни материјали и модерна опрема. Тука се и бројните системи за безбедност и асистенција на возачот, како и останатите трендовски додатоци во вид на камера за возењето наназад или бежично полнење на мобилните телефони. Основната верзија на Kia Soul на американскиот пазар ќе се нуди со 2-литарски мотор од 147 коњи. За оние кои сакаат поспортско возење, на располагање ќе биде 1,6 литарскиот турбо со 201 коњска сила и 7-степена трансмисија со двојна спојка. Иако се очекуваше, погонот на сите тркала и понатаму нема да има. Во Европа пак ќе биде достапна само со електричната верзија на Soul, која доживеа значајно унапредување. Таа сега располага со 204 коњски сили и пакет водено-ладени батерии со добри 64 киловат-часа, тешки дури до 460 килограми. 4 режими на возење оптимално балансираат меѓу погонската сила и автономијата, која официјално не е објавена. Брзината е ограничена на максимални 165 км на час, а до првите 100 ќе забрза за 7,6 секунди. Продажбата на Kia Soul лани во Америка достигна 116.000, а во Европа 12.400 примероци.
Аферата Дизелгейт добро го здрма Volkswagen, кој се уште ги чувствува последиците од неа. Но империјата од Волфсбург реши да го возврати ударот и да ги прати во историја и дизелите и бензинците. Во иднина струјата ќе биде единствената погонска сила за нивните возила. Храбрата изјава на главниот стратег на Volkswagen Михаел Јост дека гигантот од Волфсбург во блиска иднина ќе се префрли на потполно електрични возила во голема мерка ги разочарува сите љубители на старите добри модели со мотори со внатрешно согорување. Сепак, кој внимателно го слушаше излагањето, разбра дека во 2026 година на пазарот ќе стигне нова генерација на мотори со внатрешно согорување, која ќе биде последна. После тоа ќе се престане со нивниот развој и се понатаму што ќе се појави ќе биде на струја. Со ова тој стави крај на шпекулациите на разни стручњаци кои предвидуваа нова ренесанса на дизел моторите предводена токму од Volkswagen. Но крајот на отомоторите нема да пристигне во следните 2 децении. Може би се чини избрзана, но оваа одлука на раководството на најпродаваната марка во Европа и Кина е сосема логична. Навременото поставување на усовршувањето на електричните погонски склопови ќе им даде значајна пазарна предност, иста каква што на време имаа со дизел агрегатите. Со оглед на се почестите забрани за сообраќај на вакви возила, јасно е дека нивното време сепак поминало. Замената на производството на сегашните автомобили со електрични сепак нема да се случи преку ноќ, заради што и Volkswagen добро се подготви. Компанијата веќе има склучено договори за набавка на батерии за 50 милиона електрични автомобили. Колку и да звучи нестварно, оваа бизнис одлука фрла сосема ново светло на замислите на групата кои вклучуваат широка понуда на разни електрични модели и агресивна ценовна политика за нивно пласирање. Се појави електрично возило кое го симна Тесла од насловните страници. Производен на американската компанија Rivian, на која и треба долги години да го развие. Ентузијастите за електрични возила се воодушевени од неговиот изглед, но и од 800 конски сили кои ќе го корнат асфалтот, но и ќе голтаат струја. Конечно шепотењата завршија и конечната верзија на Rivian R1T веќе е представена на јавноста. Како што гледате, се работи за пикап со футуристички изглед. Некој ќе каже дека личи на вселенски брод, други на подморница, но факт е дека вакво нешто светот досега нема видено. Но не е само дизајнот уникатен. Нарекувајќи го електрично возило за авантура, неговите креатори со право го фалат дека располага со исклучителни способности. Долго е 5,5, а широко повеќе од 2 метри. Каросеријата во која собира 5 патници е водоотпорна и Rivian R1T може да прегази вода длабока 1 метар. Покрај отворениот товарен сандак има уште 4 простора за багаж, а носивоста му изнесува 800 килограми. Поставено е на така наречената скейтборд шасија со батерии, а за погон служат 4 електромотори сместени по еден во секое тркало. Секој од нив има по 200 конски сили, кои го катапултираат овој пикап до 100 км на час за 3 секунди. Максималната брзина е ограничена на 170 км на час, а за добрите теренски способности се грижи пневматското ослонување. Со негова помош растојанието од подлогата се менува помеѓу 200 и 360 мм. Ке се нуди со 3 пакети батерии од 105 и 180 кВт, при што најголемиот овозможува автономија од дури 640 км. Цената на најавената верзија на овој авантуристички пикап во Соединетите Американски држави изнесува $61.500 со вклучени субвенции, а првите испораки
пораки се планирани за крајот на 2020 година. Ке се произведува во поранешната фабрика на Мицубиши во Мичиген, која Риван со се алатите ја откупи лани за $16 милиони. Дека се работи за сериозен проект, сведочат досега собраните $450 милиони од разни реномирани инвеститори. Шкода ги трча последните метри од својот маратон да стане производител на возила рамноправен со другите, посебно во сопственото друштво. Го започна пред 28 години со наследениот фаворит, а ќе го заврши со Скала. Новиот чешки атлет има повеќе адути да се справи дури со пречките што се исправуваат пред него. Главниот е благословот од групацијата, бидејќи Шкода со овој модел задира таму каде што не смееше ни да се помисли, во царството на голф. Друг адут е модерниот дизајн. Скулптуралните облици доминираат, а од досегашните конзервативни линии се останати само траги во количини колку сепак да знаеме дека се работи за Шкода. Впечатокот одзади е дека со овој модел се редефинира целокупниот имидж на марката, кој одсега ќе биде поемотивен. Целокупно гледано, Скала истовремено делува сериозно и спортски, како да сака да покаже дека најавува пресвртница во пазарната политика на марката. Чесите одамна не кријат дека посакуваат да ја зголемат својата конкурентност на сите полиња, што сега навистина и го сторија. Затоа и овој модел деклариран како наследник на Rapid е сосема поинаков од него. Со должина од 4,36 и ширината од 1,79 метри, има поголеми габарити од Spaceback верзијата, додека седанот е исфрлен од плановите. Просторноста на каросеријата поставена на софистицираната MQB платформа е надградена со багажникот од 467 литри. Веќе површниот поглед во внатрешноста на Скала открива дека не е во ред да се споменува во истата реченица со Rapid. Употребените материјали се доволно квалитетни да се свати колкав исчекор сака да се направи. Исто и опременоста која вклучува дигитална инструмент табла, LED светла и постојана интернет врска. Секако присутни се и сите актуелни системи за помош на возачот. Возната динамика е обезбедена со современата гама мотори предводена од еднолитарскиот TSI мотор со 95 конски сили. Тука се среќава можеби единствениот компромис со минатото, бидејќи е спарен со 5-степен менувач. Но затоа веќе посилната варијанта на овој трицилиндричен агрегат од 115 коњи доаѓа со 6-степена мануелна или 7-степена DSG трансмисија. На спортски настроените купувачи им е наменет 1,5 TSI моторот со 150 конски сили, а поклониците на дизелот ќе мора да се задоволат со единствениот во понудата 1,6 TDI со 115 коњи. Цените ќе ги дознаеме некаде околу салонот во Женева, кога за прв пат јавно ќе биде представена на европската публика. Осумнаесети пат поред се собра ауто без жирито за да ги тестира финалистите. Веќе трет пат на патеката во Вајрано ги ставивме под лупа оние што сакаат да ја освојат престижната титула Best Buy Car of Europe. Во следните неколку минути ќе ве запознаеме со финалистите. Лесно е да се зборува за високи перформанси и врвни задоволства за автомобили кои коштаат 100, 200, 300 илјади евра па и повеќе. Но да се вратиме во реалноста, она што го најавивме на самиот почеток на емисијата. Се наоѓаме на патеката Вајрано каде ќе ги подвргнеме на тестови финалистите на ауто без жирито. Овие автомобили се дел од реалноста и она што може да го очекуваме за реална сума пари. А кога збориме за парите, тие не треба да чинат повеќе од 20.000 евра без давачки. Прв кандидат е Citroen Berlingo, кој
технолошки близнак со Opel Combo, кој исто така наш финалист. Неговата голема просторност, но и добра цена го прави на прв поглед привлечен, а исто така и неговиот голем простор. Голема задоволство ни причини Toyota Corolla, бидејќи званичниците од Toyota ни овозможија да ги возиме прототиповите со хибридна технологија, кои се погонети исто така и од бензински 1,8 и 2 литрен агрегат. Corolla во својата 12-та генерација нуди многу. Има она што го нарекуваме јапонски момент на дизајнот, но сепак многу е приближена кон своите европски конкуренти. Голем напредок бележи и Kia во својата нова генерација на Ceed. Таа делува извонредно зрело, но исто така и има забележителни во своите возни својства. Уште еден Citroen меѓу финалистите, овој пат C4 Cactus, кога го возевме некаде во февруари оваа година. И заклучевме дека е извонредно комотен и добро прилагоден за релаксирано возење. Но, кога станува збор за возењето, Ford Focus во својот ген носи спортско подпирање, извонредно прецизно подпирање, а со новата генерација доби и многу поинтересен изглед. На старите димензии има многу повеќе место во внатрешноста. И на крај, но не и последен, е Opel Combo, кој е, како што реков на почетокот, технолошки близнак со Citroen Berlingo. Овие возила ќе ги возиме на патеката Вајрано. Некои не се погодни да се возат на патека, но сепак сакаме да ги провериме и нивните динамички својства. Затоа, во следните неколку минути уживајте во она што ви го подготвивме за 6 финалисти и ќе ви прикажеме се она што направивме во рамките на дводневните тестирања на 6 финалисти за титулата Auto-Best за 2019 година. Состојбите во автомобилската индустрија се повеќе се комплицираат од многу аспекти. Еден од нив е ширењето на понудата и зголемувањето на категоризациите на возилата. Таков пример имавме во текот на тестирањата на финалистите на Auto-Best. Првиот ден беше резервиран да се тестираат финалистите во отворен сообраќај. Затоа беа направени 2 рути кои ги опфатија автопатот и локалната патна мрежа во пошироката околина на Павио. Ведрото небо ветуваше одлично време за тестирање, но ниската температура го направи своето. На некои делови на патеката имаше мраз, па требаше да се вози предпазливо. Секој кандидат имаше по 3 автомобили на располагање, па тест возењата се одвиваа без застои. Кога се крена температурата, добивме идеални услови во кои можевме да ги возиме кандидатите на нож со цел да добиеме јасна представа и да можеме да ги комплетираме впечатоците за секој кандидат посебно. Тандемот Citroen Berlingo и Opel Combo покажаа скриени карактеристики кои позитивно изненадија. Не е дека со Berlingo и Combo можете да одите на трки, но сигурно нема да се препотувате пред секој свиок во кого влегувате со поголема брзина. Citroen C4 Cactus е скроен пред се за удобност, а дури потоа за се останатото. Иако каросеријата многу му се наклонува и изразено е надупревувањето при поголеми брзини во свиоци, не е се така црно како што изгледа. Кога зборувавме за возните својства, тогаш неминовно е да ги издвоиме останатите финалисти. Ford Focus, Kia Ceed и Toyota Corolla беа присутни со хеджбек и каравански изведби. Сите 3 автомобили покажаа одлични возни својства. Сепак Toyota Corolla се одлепува од своите 2 конкуренти со ниско ниво на CO2, кое кај хибридите и изведби е 92 грама на километар. Вообичаено за Ford се надмојните возни својства за сите модели, без оглед дали се тоа лимузини, спортско корисни или доставни возила. Кај Focus има дури 3 типа на подпирање. Комфортната позиција на Focus сериозно ја нарушува Kia Ceed. Ова е првиот модел на корејците кога го гледам со емоции. Далеку од тоа дека Ceed е совршен, но уште подалеку дека е просечен. Кој ќе ја понесе титулата Best Buy Car of Europe 2019? Ќе се дознае во средината на идната недела.
Со резултатите од гласањето и кој е носител на круната за 2019 година ќе ве запознаеме во следната емисија. До тогаш ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. До гледање.